Слово 16. За сребролюбието и за нестекнувањето. Поголемиот број мудри учители, заштото го опишаниот непријател, обично го ставаат овој стоглав демон на сребролюбието. За ние толку неуки, да не би го менувале редот на мудрите, и самите ќе одиме според нивниот распоред и правило. Затоа, ако е по волја, ќе разгледаме самата болест, а потоа во неколку збора и начинот на незиното лечење. Сребролюбието е обожавање на идол. Види Колосјаните 3:5. Ќерка на неверието, извинување за слабостите, вестник на старост, предскажувач на глад, пророк на суша. Сребролюбивиот го исмева евангелието. Тој е свесен престапник. Оној што стекнал љубов ги растура парите, а кој може да го има и едното и другото, се лаже себе си. Тој што се оплакува себе си, се откажува и од телото свое и во случај на потреба него штеди ни телото. Немој да велиш дека собираш за сиромасите. Царството небесно можело да се купи и за само 2 лепти. Спореди Лука, 21 глава, стих 1 до 4. Еден ден се сретнале еден гостолюбив и еден сребролюбив човек. И вториот го нарече првиот неразумен. Оној што ја победил оваа страст, се ослободил од грижите. Ако е врзан од неа, никогаш нема да може да се моли чисто. Сребролюбието почнува под изговор за милостиња, а завршува со омраза кон сиромасите. Додека не натрупа пари, сребролюбивиот е милосрден. Штом дојде до пари, ја стиска раката. Сум гледал луѓе сиромашни со пари, како во друштво на сиромашните луѓе по дух, го збогатија својот дух и заборавија на својата поранешна беда. На монахот што сака пари, унинието му е туѓо. Тој секој час се сеќава на зборовите на апостолот: тој што не работи, нека не јаде. Спореди второ послание до Солунијаните 3:10. И уште: за моите потреби и на оние што се со мене ми послужија овие мои раце. Спореди Дела апостолски 20:34. Нестекнувањето, тоест доброволната сиромаштија, е отфрлање на овоземните грижи, безгрижен живот, непопречуван пат, вера во заповедите Божии, отстранување на тагата. Монахот кој што живее во доброволна сиромаштија е господар на светот, кој што на Бога му е доверил сета грижа за себе и со помош на верата сите ги направил своји слуги. Тој никому не кажува за своите потреби, а она што му доаѓа го прима како од раката Господова. Подвижникот што живее во доброволна сиромаштија е син на безпристрастието, кој за се што има смета дека го нема. Напуштајќи го светот, тој се смета за ѓубре. Ако пак за нешто му е жал, уште не станал сиромаштволюбив. Човекот кој што живее во доброволна сиромаштија има чиста молитва, а лакомиот човек се моли мислејќи на земните нешта. На оние што живеат во послушание, туѓо им е сребролюбието, зашто кога го предаде и своето тело, што уште имаат да сметаат за свое. Таквите луѓе со тоа се само во едно оштетени, што сега лесно и подготвено можат да преминуваат од место на место. Сум забележал дека собственоста над известни нешта може да го врзе монахот на едно место. Но сепак дојдов до заклучок дека поблажени се монасите што скитаат заради Господа. Кој го вкусил небесното, лесно го презира земното, а оној што не го вкусил небесното, се радува на стекнувањето на земните нешта. Неразумно сиромашниот монах трпи двојна штета. Се разделува од сегашните добра, а се лишува и од идните. О, монаси, да не бидеме во верата послаби од птиците,
Тие не се грижат за ништо и не собираат во амбари. Спореди Матеј 6:26. Голем е оној човек кој што побожно се откажува од својот имот, а свет е човекот кој што се откажува од сопствената волја. Првиот ќе прими стократно, било во имот, било во благодатни дарови, а вториот ќе наследи живот вечен. Како што во морето секогаш има бранови, така и сребролюбивиот него напуштаат гневот и тагат. Кој ги презрел вештествените добра, се избавил од спорови и расправања, а лакомиот човек и за игла ќе се гони до смртта. Непоколебливата вера им става крај на грижите, а сеќавањето на смртта доведува до одрекување и од сопственото тело. Кај Јов немаше ни трага од сребролюбие. Заради тоа тој остана спокоен и кога се лиши од се. Спореди Јов 1:22. Сребролюбието се нарекува и е корен на сите зла. Спореди послание до Тимотеј 6:10. Тоа доведува до омраза, до кражби и завист, до раздвојувања и непријателства, до судири и злопамтења, до суровост и до убиства. Некои со мал пламен успеваат да запалат голема шума. И со помош на малечка добродетел, многумина успеваат да ги избегнат сите овие досега споменати страсти. Таа добродетел се нарекува безпристрасност, а неа ја раѓа опитното богопознание и грижата за се што ќе кажеме во своја одбрана во часот на заминувањето од овој свет. Кој со внимание ја порочител поуката за мајката на сите зла, стомокоугодието, знае дека како второ дете во незиното грозно и проклето потомство е наведен каменот на нечувствителноста. Но многоглавата змија на идолопоклонството, т.е. сребролюбието, ме спречи на тој камен да му го дадам соодветното поред место. Не знам како, но сребролюбието мудрите отци го поставиле на трето место во низата на 8 страсти. Дури сега, откако го завршивме ова сразмерно излагање за сребролюбието, имаме намера да говориме за нечувствителноста, страст поред трета, а според потеклото втора. Потоа ќе зборуваме и за сонот и бдеењето. Не само тоа, туку ќе кажеме и неколку зборови и за детската и малодушна страшливост. Сето тоа се болести на почетниците. Уште еден степен. Тој што ја добил оваа битка, патува со духот кон небото, ослободен од се вештествено. 16-та битка. Кој во неа ќе победи, или ја стекнал љубовта, или се ослободил од грижите.